Сега ќе имаме ќе разгледаме неколку совети што се однесуваат на исхраната од сестра Елен Вајт. Не се спомнат цитатите од кај се земени, меѓутоа верувајте ми на збор. Се случува храната која инаку е здрава да не одговара секогаш на нашите потреби. Значи здрава храна, меѓутоа не одговара на вашите потреби. Тоа зависи и до организам и до се, меѓутоа овде вели треба да се води грижа за изборот на храната. Нашата исхрана треба да биде во согласност со годишното време, климатските услови во кои живееме и професијата со која се занимаваме. Некоја храна е погодна за употреба во едногодишно време или климатско поднебје, но не одговара на друго. Ова е чиста вистина. Во согласност со годишното време. Или поднебјето е, да речеме. Јас сум слушал, нутриционисти препорачуваат, кажуваат дека најдобро е да се јадат тие плодови, тоа овоше, тоа зеленчук, што е на тоа поднебје. На некој начин нашиот организам е навикнат на таа храна. Денеска имате се и се што мислам можете да добиете, да купите, затоа што се носи од сите страни на светот, не дека е лошо, да речеме едно авокадо или банана секако точно. Но кај нас е можеби оскудицата за време на зимскиот период, пошто немаме кај нас било нешто така, овоше зеленчук, свежа храна да се јаде, но после кога ќе фатите од тие пролет, ако ќе почнат цреши, јагоди и така натаму, после имате и цела есен скоро. И најпогодна е најпогодни се таа храна што може да се најде тука, тие плодови. Исто така за луѓето од различни професии, малку се спомна во претходниот цитат, најдобро одговара различен вид храна. Храната која е многу корисна за оние што се занимаваат со тешка физичка работа е несоодветна за луѓето што работат седејки или со големи умствени напори. Бог ни дал широка разновидност на здрава храна и секој треба да го избере од неа она за кое искуството и здравиот разум покажале дека најмногу одговараат на неговите потреби. И ова е исто така чиста вистина. Јас се сеќавам на Шведска, се практикува таму 2 оброка, имаше и трети оброк, ама третиот оброк исто како да не беше оброк, во смисла едно јаболко, 2 јаболки и не знам кришка леп со некој намаз, некој само леп. И имаше ситуации кога значи пред пладнето бевме на часови, а по пладнето физичка работа. Имаше ситуации кога или сечевме дрва, се расправавме со некоја потешка работа и мртви, гладни. Влегуваме тамо и едно кришка леп и едно јаболко. И дигнавме бунт еден период, рековме дајте нешто појако, мислам. Нема смисла, значи. И стоштини онака од тешка физичка работа се враќате и тоа е тоа, не умствената работа еден умор дава, физичката поинаков, значи сте истрошени, многу повеќе се јаде. Верувате дека знаеме сите ние кои што физички сме работеле, многу повеќе ви се отвара апетитот и ви се јаде кога се бавите со некоја физичка работа. Ќе спомнам сега Миле, може ќе не гледа, не е видно. Сигурно стигнал, дома е. Многу се троши, затоа што дневно трча по најмалку 10 километри. Ама и многу јаде. Тоа е факт. И разговаравме, добро си има бизнис човекот, сега не мора да копа секој. Разговаравме и ја му обрнав внимание, окей, ја пешачам, да речеме, ја не трчам, трошам и јас не толку, ама да јадеш ти по 5 пати на ден, тоа кога ќе ти текне, не е во ред. Сепак не е во ред. И ете ти ги здравствените проблеми. Значи. И тоа, кој велеше, значи, како да ти ги отвори тоа дизните, знаете, трчаш секој ден, тоа е тешка физичка вежба и
Тоа е тоа апетитот за кој што зборуваме, значи физичката активност или некоја ете како не знам Љубица Ивана било кој што работат седечка влаче да таква работа, значи сосема друг е уморот, желбата за апетит, за храна и типот на храна треба да биде погодна. А вели Бог ни дал широка разновидност на здрава храна и секој треба да го избере она од искуство, значи здрав разум кој што едноставно ќе си направите диета и начин како да и што да користите. Добро, ова е друго нешто. Лицата навикнати на тешка, високо стимулативна исхрана имаат неприродно сетило за вкус и не можат одеднаш да се префрлат на едноставна исхрана. Значи, не можете вие некој од домашните кои што јаде стекови, помфрити, кетчап и мајонези, не знам, надрзнувачка храна, луто, вакво, такво, кисело, и сега одеднаш да му тупнете некоја веганска храна и ќе го решите проблемот. Не. Тоа оди постепено. Јас пак и се сетам, значи пак на Шведска, тоа беше сосема едно поинакво искуство за мене тамо и дома и сирење и млека и такви работи. Се одите тамо и одеднаш веганска храна и нема патлиџа, нема пипер, као не знаете што македонецот си јаде низ цела година во различни видови. И гасови. Страшно имав гасови првите неколку месеци, може да кажам. И таму го научив активниот јаглен. Значи, постепено треба да доаѓа таа промена во исхраната. Потребно е време вкусот да стане природен и желудникот да закрепне од злоупотребата што ја поднесувал. Значи, цело време сте го мачели, сега одеднаш, не може одеднаш. Но оние што ќе истраат, значи битно е да се истрае, по некоје време ќе откријат дека оваа храна е сосема вкусна. И те како е вкусна. Вегетаријанската храна. Тие ќе научат да ги вретнуваат нејзините фини и пријатни мириси и ќе ја јадат со поголемо задоволство од штетните деликатеси, а желудникот ќе може добро да ја извршува својата задача, бидејќи нема да биде ниту вознемирен, ниту преоптоварен. Краток цитат, но јак. Имаме така ситуација како денешниот ден. Не смее да постои голема разновидност во еден оброк, бидејќи тоа поттикнува на прејадување и предизвикува проблеми со варењето. Имавте денеска проблем некој со варењето? Озбилно? Некој рече, што се нема се од кај да почне човек? Почне од почеток, па до крајот се по нешто, меѓутоа тоа прави проблем. Колку вели Елен Вајт, мислам дека 3 до 4 врсти различни на храна во оброк треба да има, ништо повеќе. Познат цитат, не е добро да се јаде овошје и зеленчук во исто оброк. Сега пред се ако варењето ви е слабо. Мешањето на зеленчукот и овошјето често ќе предизвика неволја и ќе ги оневозможи менталните способности. Подобро е да се земе овошје во еден, а зеленчук во друг оброк. Доаѓа до вриење, до стварање алкохол и така натаму, и видите, дури менталните способности ги нарушува. Погрешно е да се јаде само за да се задоволи апетитот, но не смееме да бидеме рамнодушни кон квалитетот на храната или начинот на нејзина подготовка. Ова за домакинките повеќе. Ако храната што ја јадеме не е вкусна, ни телото нема да биде добро нахрането. Храната треба да биде внимателно одбрана и разумно и умешно подготвена. Значи, сепак, едноставно, ама треба да е направено вкусно. Да ви открием една тајна, изборот на оброк од минатата сабота беше мој. Меѓутоа, ја не го готвев тоа јадење, значи таа мусака. Мене не ми беше вкусна, односно не ми беше солена, не дека не беше вкусна, како да немаше сол грам, не знам.
Ама се сеќавам баш со Мики кога разговаравме и Ѓурица на тој состанок и гравче ли да било, орис ли да било, ај викам тоа секоја недела гравче, орис. Друго, полнете пиперки и мусака. Мусака нека биде. Па тоа го кажава, да. Значи, ја немав поима како ја прават, тоа они знаат тамо, не знам од кај е тоа, од Влае, од не знам од кај, од некоја кетеринг служба. Па ние не се соочуваме, ретко се соочуваме со такви нарачани оброци, така да вашата храна на домакинките наши тука е повкусна. Тоа се секогаш. Се надевам дека и сармата денеска беше вкусна. Добре, мислам таа ја не ја ни пробав, ама верувам дека била вкусна. Во храната обично се употребува премногу шекер. Ова е слабост на сите нас. Колачите, сладките, пудинзите, тортите, мармаладите и джемовите го отежнуваат варењето. Особено се штетни колачите и пудинзите, чии основни состојки се млекото, шекерот и јајцата. Треба да се избегнува неумерената употреба на млеко со шекер. Ја денеска не пробав ни една сладка, ете така решив да... Имаше нешто здраво од тоа, или? Све, озбилно? Без шекер? Зашто не ми кажавте? Млекото кое го употребуваме треба да биде целосно стерилизирано, сега околу млекото, со ваквата предпазливост се намалува опасноста да добиете некој заболување од него. Има наши луѓе, верници, ајде да не спомнам од каде што, како што директно козата ја мозе и пие. Најубаво, ама треба сепак да се внимава, има секакви заболувања кај животните. Со ваквата предпазливост се намалува опасноста да добиете некој заболување. Путерот е помалку штетен, сега е производот, млечен производ. Путерот е помалку штетен кога се јаде намачкан на студен леп. А да знаете колку е вкусен во тостер, па кога ќе се растопи, па кога ќе ставиш вегетичка нешто. Да, или каенска пиперка, не знам дали знаете, таа е она лута каенска пиперка, многу здрава. Па и авокадо, значи тоа не беше специалитет малку ова зима, дома, путер, оној битулскиот, авокадо и каенска пиперка и така солца или вегетичка. Ама сепак путерот е штетен. Ако го прашате Валтер Фајт, што е подобро, путер или маргарин, и он ќе ви одговори, зависи со која брзина сакате да умрете. Значи, со путерот поспоро, со маргаринот побрзо. Но по правило, значи, најдобро е воопшто да не се употребува. Стои тоа. Сирењето е уште поштетно и од путерот. Тоа е сосема несоодветно за исхрана. Внимавајте, несоодветно е за исхрана сирењето. А да, вкусно е, да, лаже, да, биено посебно. Кој сака нека е биено. Оние старите сирења, тие си многу поштетни. Младото и така, ама старите сирења. Тоа знаете што е? Тоа е, нас не учеја во Шведска, имаше еден интересен брат наш од Австрија, и онака малку интересно зборуваше англиски и користеше еден израз you see, после секоја реченица, you see, и некој од нас му фаќавме прибелешки по 75 пати на час. You see. Беше интересен и он објаснуваше што е всушност сирењето. Значи, тоа е она бактериите, знаете, која учествуваат во ферментација, урдан или така натаму сите тие продукти, и она што ќе остане, што бактеријата дури не може да види, тоа што треба да се фрли. Еден вид на, ајде не користам некој израз, ајде ѓубре, речете. Буквално тоа е сирењето, да.
Старо сирење, некој биено, не знам, такво некој. Не, да, точно на запад повеќе прават такви некои сирења, да, чудни, што за нас се чудни. Но да, во ред, ама колку повеќе стои, значи колку тоа е, сепак ви кажувам кој е тој процес, значи штетно е, сепак и штетно. Па не читаме тука ни за адитиви, ни за ништо, туку сирењето е несоодветно за исхрана, прочитавме. Во многу случаи слабоста што ја толкуваме како желба за јадење е предизвикана од прекумерната оптовареност на органите за варење во текот на денот. По варењето на еден оброк, органите за варење имаат потреба од одмор. Растојанието меѓу оброци треба да биде најмалку 5 или 6 часа. И повеќето луѓе кои ќе се обидат да го спроведат овој план, ќе воочат дека е подобро да имаат 2 отколку 3 оброка. Ако не сте го воочиле тоа, штета до сега. Јас сум, па не знам колку сум во верата, мислам дека толку сум на 2 оброка, со исклучоци некогаш. Некогаш, но ретко. Или ако јадете нешто навечер овоше, тоа не е ни оброк. Но видите, во многу случаи слабоста што ја толкуваме како желба за јадење е всушност предизвикана од прекумерната оптовареност на органите за варење, тоа што не ги оставате да одморат. И постојано као чувствувате глад. Нема врска, фатете си еден ред и јадете. Еве, јас обично од 9 до 10, тука ми е периодот за доручек и тамо 4 до 5 ручек. 3, 4, 5, ајде. И толку. Навечер, рековме, може нешто овоше. И одлично и спијам, и добро не во ред. Не е дека не е препорачливо кај. Па вие, значи, ако зборуваме за оброк кој што е таму 6-7 часот, може да легнете 10-11. Тоа брзо поменува, вошето неверојатно брзо поменува. Добро. Храната не треба да се јаде ниту премногу топла, ниту премногу студена. Шо правиме Раде тука? Ти не можеш да јадеш ладна супа, мислам, млака или како? Доколку е студена, виталните сили на желудникот се трошат на неизино загревање, пред да може да започне варењето. Значи, желудникот треба да има некоја оптимална температура, сите тие сокови таму да почнат да функционираат и да се вари храната. Студените пијалаци се штетни поради истата причина. И не само тоа, туку и даваат лажно чувство на освежување. Еве, земете и ладна вода, не мора да биде тоа, не знам, швепс или нешто онака. Во топлите месеци, летни, ки се напиете нешто ладно и се освеживте. Не. Тоа е само лажно чувство. Додека употребата на жешки пијалаци го ослабнува желудникот. Значи, двете се штетни. Всушност, колку повеќе течности земаме при јадење, толку потешко ќе се преработи храната, бидејќи течностите мораат да бидат абсорбирани пред да започне процесот на варење. Значи, треба една оптимална температура да дојде, да се доведе во желудникот, а и течностите треба да се абсорбираат. Значи, да има соодветна количина на течности од тие сокови пред се желудочни што се. Храната треба да се јаде полека и темелно да се џвака. Ова е важно за да може плунката добро да се измеша со храната и да се поттикнат органите за варење да работат. Тоа е исто важен принцип, но да не претерувате во џвакањето.
Па оној кој што треба да ги мие садовите, после да ве чека вас специјално, дека да се најадете, пола саат, па не. Сум ви кажувал, може ќе сети за кол таму во Шведска. Па ќе закасниш на час и тоа кај оној Халмер, професорот, и ќе ти стави минус, че одма си закасни на час, а ти тањирите не можеш да ги измиеш. Заради некој кој што джвака. Друго сериозно зло е јадењето во погрешно време, како например потешко и исцрпувачко вежбање, кога сме премногу истощени и загреани. Не се јаде веднаш после тешка физичка работа. Веднаш по јадењето доаѓа до силно напрегање на нервниот систем и, ако умот или телото биле многу напрегнати пред или веднаш по јадењето, варењето на храната е отежнато. Ако сме возбудени, исплашени, или кога брзаме, најдобро е да не јадеме додека не се опуштиме или одмориме. Исто битен принцип. Дури и здравата храна треба да се јаде умерено, кога мозокот е постојано преоптоварен, треба да се јаде умерено, кога мозокот е постојано преоптоварен, а телото не се рекреира. Да, нешто како да фали, добро. За време на оброкот заборавете на грижите и црните мисли. Не брзете, туку јадете полека и расположено, со срце полно со благодарност кон Бога за сите негови благослови. Така ли е кај вас дома? Па секој си има тањир пред себе, како. Многумина кои го изфрлиле месото и другите тешки и штетни производи мислат дека затоа што нивната храна е едноставна и здрава, можат безгранично да му попуштаат на апетитот, па јадат прекумерно, дури и ненаситно. Тоа е погрешно. Системот за варење не треба да се преоптоварува и да се принудува на прекумерна работа ниту со количеството, ниту со квалитетот на храната.